deseti grozen Georgia, Georgia beše bolniča. Majka na Georgi govori, mani se Georgi od majka, da ne mi glutiš dvorovi i visoki te saraji, da ne mi rugaš sinovi i devet snaji ubavi. Georgia majka moleše, drobni si solzi roneše, ohlele stara majčice. Ja sam si ušte malečko, pusti pa ti šta ke zgrešam, Bogora ke se izgubam, zverovi ke me izeda. Majka na Georgi govori, mani se Georgi od majka, već je te majka ne saka, da ne mi grubiš sinovi. Vide ne vide Georgija, deka do majka ne saka, pak majka si ja zamoli,
Има ли ноќ поголема од она кога сите простум те поздравуваат? Има ли миг повозвишен од онај кога сега сите тебе ти се поклонуваат? За се што беше, за се што си и за се што ќе бидеш. Почитувани гости, почитувани дами и господа, почитуван премиере, почитувани гледачи на македонската телевизија и сите вие кои сте овде, секаде со нас, бидејќи во овој миг песната не сближи, срдечно ве поздравувам и ви посакувам да станете дел од овој миг кога успеваме да ги созидуваме сите децении од животот на Васка Илиева. Ве повикувам да се напиеме од незиниот извор, од кој Васка пие точно 50 години. Драги браќа и сестри, навистина имам чест, не можам да зборам од што сум возбудена, што ми дојде толку публика. Јас знам секаде збирам публика. Како што знаете, мојата песна секаде сум ја пропеала. Не бев у Албанија, и у Албанија бев. Може и таму настинав и добив некоја пареза, што ја знам. Ви благодарам уште еднаш и се надевам колку можете така Васка ќе ве задоволи. Благодарам, поздрав од мене до сите уважаватели и слушатели. Нема достојна реч за незиното дело, но има споредба зашто таа е како плачот на планините и восклик на соколовиот лет, зашто кога таа пие од врутокот, гласот ти се разлева по стадата, распукува шар планина, распукала од силината што се тресе и поместува од тагата, што ти откинува душата. Го распарува небото и патува низ воздухот небаре, те опива вино непрележано. Па со ветрот се распостлала низ галичник и таму гласот неизин рснува пред тапанот, кога ги кани гостите, те пронижува низ прстенот, ечи низ камењата за да стаса до Свети Јован Бигорски. А таму те вознесува бесконечност. А штом ке стегне јануари, тој ист разорен глас те изместува, те морничави, па од него крцкаат зидовите, од него распукаа резбите и патуваа до длабочините на Охрид, зашто таму се претвара во бисер школка, во глас на мајка, во повик на сестра што си кани брата на вечера, во ерупција кога младата јадра невеста го чека својот домаќин од печалба, во миг што чека да биде разврзан, да екне до земјата, до небото, до вселената, престасувајќи ја брзината на светлината, сите точки од вселената да ги обедини во едно. Тоа е тоа, незиниот глас, што остана ист од моментот на трите вечери кога боговите го истурија низ пехарот, па до денес, кога се уште пие од него. И пак ќе речам, што е зборот пред незиниот глас и што е мислата пред незината историја? Само миг на одолжување, а се друго, нереченото, недокажаното, ненапишаното, ќе ви стаса од незиното грло. Затоа, нека запее Васка, нека ја обедини вселената со силината на постоењето.
Evo сега ќе ви отпеам една песна моја од 1978 снимана, кога тргна од свето на туѓина, на текст од еден муслиман, македонец од Струга, Авас Цаневски. Благодарам. Кога тргна од свето на туѓина.
Ја нарекува сонце македонско. Ја поистоветува со звезда вечерница. Ангел милозвучен. Балада недопеана. Ја нарекува некронисана кралица на македонската народна песна. А има ли круна што ќе го круниса овој дар? И злато што ќе го помати низиниот сјај? Оваа ноќ секој од нас по еден скапоцен камен. Ете ја круната од народот. Дар поголемо царски, зашто само така споменот останува и победува. А таков еден спомен и мост кон кронисувањето градеше човекот кого гласот го разнесуваше низ светот. Со неговата песна длабочината стануваше плиткост, далечината стануваше дом убав, а студенилото започнуваше да се претвара во топлина македонска. Неговата гора секоја пролет разлистуваше, а сонцето никој пат не му зајде. Александар Сариевски.
Види, ова друга некоја се. Да си ми жив и здрав. Од 1900 пееме заедно. Ја мислам ќе завршим и заедно. Имам и крај на тоа сега што да правиме. Само уште 30 години има после. А сакаш така да бе. Благодарам. И Александар, посакувам уште многу успеси на овој план и добар живот. И тебе исто ти посакувам, Ацо, вака да биде и за тебе еден Па јубилеј. уште 20 на пати ќе се сретнеме. Александар Сариевски и Васка Илиева. Сите бевме сведоци што значи кога две грла ќе се спојат во едно. Ги видовме и како игрорци, бидејќи тоа навистина беа, а се уште ќе ги гледаме и како песнопојци. Но да не ги заборавиме и останатите кои пеја во дует со Васка Илиева. Со неа пеја и Никола Бадев, Благој Петров Караѓоле, Блага Видец и уште многу. Се надевам појава која ќе ја следат многу млади грла. Неодамна прочитав, сигурно малкумина се во Македонија, а и оние во диаспората, ако воопшто ги има, што не слушнале за името на Васка Илиева. А кога целиот народ, и машко и женско, и старо и младо, знае за неа, за една личност, тогаш таа веројатно со многу ги задолжила. Зашто не се работи за обична популарност. Не за звезда што блеснала само еден момент,
ами за постојана популарност што континуирано трае цели 50 години. Да слушнеме сега што вела за неа незините колеги, блиски соработници, но само некои од нив. Виданка Георгиевска и Гоце Николовски. Јас за Васка што би могла да кажам? Васка ја слушам, ја познавам, гласовно ја познавам уште од како знам за песна да слушам од прво деление па натака. Сум посакувала секогаш да слушам и да пеам нејзини песни. Сум почнала со нејзини песни. За Васка е многу малку ова време за да се каже се. Со нејзиното грло, со нејзините убави песни кои луѓето мислат дека се народни, а таа ги пишувала тие песни, создавала песни. Македонскиот живот во песните доста го има опеано. Во диаспората исто сме имале заеднички настапи. Сака на едноставно Васка Илиева е и останува и понатака магија. Кога ќе влезе во публика, едноставно се вџашува народот по песната на Васка, по односот човештината која има, големата душа Васка која има. Јас мислам дека Васка заслужува не да се збори, да се опее во некоја песна животот на Васка. Се уште од нас колешките не се сети ни една песна да напиши, да, точно за Васка да се испее. Меѓутоа понатака ветуваме дека некој нешто ќе направи. За Васка што би кажала, останувам при тоа што го изјавувам дека ни една песна, ни една свадба да речем, ни еден настап не сум пробала без на Васка песна. И да пробам само со мои песни да настапам обавезно од публиката било побарано. Без земја македонска не се настапува, Мусмидзи да дадат мајсторете како претходните луѓе што изјавија, ги поддржувам во нивните изјави. Мислам дека она е легенда и ќе си остане како легенда меѓу нас. Ние каму да постигнеме нејзината слава, нејзиниот долг живот и би посакала уште многу да ни живее, уште многу да ни пее и многу да создава. Додека е таа жива, мислам дека и ние ќе имаме од кого да учиме. Пред се имам убава можност сите во двораната да поздравам и да ви заблагодарам што дојдовте на овој концерт на нашата Васка. Во секој случај по некој пати е потешко да се зборува за колегите, мислам дека е полесно со нив заедно да се испее нешто. А кога е нашата Васка во прашање, може да кажам дека таа го искористи и го употреби едно правило уште на Џон Фицџералд Кенеди во рамките на тоа дека граѓанине прашувај се секој што си сторил ти за државата, а не што државата сторила за тебе. Со овој концерт сигурен сум дека им се заблагодаруваме сите на Васка и се надевам дека сите наши колеги кои на ист начин пеа за Македонија, ќе најдеме начин и мотив тоа да го направиме уште еднаш и многу пати. Значи, најдовме начин и ние да се заблагодариме на граѓанинот, како граѓанинот што ни дава нас. Васка, многу ти благодарам за сите песни што ги испеа и нека ти е среќна идината, а пред се здравието. Се што знаеме и се што гледаме, всушност е слика за една жива легенда и приказна за мит што се уште ќе се гради. Пред нас е една личност пред која се поклони англиската кралица и сета раскош на Марија Калас. Сето го знаевме и сето го доживеавме, но пак се ќе останеше сенка ако не го осветли и ако не го разбуди, ако не подсети за никогаш да не заборавиме дека бисерот е да се носи, да свети и да не обдарува, да е украс и да не прави горди. Оваа ноќ сме сите горди, зашто за да не се заборави и за да не подсети, за сето што ова сега имаме можност да го доживееме, не подсети Фондацијата Благовестие, Македонската радиотелевизија и Дирекцијата за култура и уметност. И сега повторно ја поканувам првенката на македонската народна песна со песните кои стана нејзин црвен килим и билет за сите времиња, да не обдари сите нас овде во салата и вас гледачите преку Македонската телевизија, Васка Илиева со неколку патриотски песни.
što si bregovce, čaša ne zapivaš, da li ti je goce, puška omrznala, ili ti je goce, sablja rđosala. Ej, mori mome, ubavo devojče, što me prašaš mome, pravo ke ti kažam. Snoš ti pomina voku kuša grada, i si pomina voču čuk mala, tam si ja vido moja ta majka, moja ta majka, mojio tatko, moja ta majka, crno oblečena, živo me žali za moja ta mladost. Mojo stari tatko ne briče nodi, mene živo žali za moja ta mladost. Mojite braća nagani stegar, planina ke odar, borba da vodar, borba da vodar, borba za sloboda, borba za sloboda, za make
Ако една звезда може да ве заслепи, тогаш две звезди со исконски сјај за момент ќе ве засенат, а потем ќе ве возвишат, ќе ве просветлат, ќе ви порачаат дека доблеста е човековата особина, а квалитетот е нивна виза и се останато живее во душата. Се сеќавам кога во соседна Грција се промовираше пред дождот, во сета тишина, само гласот на Вања Лазарова. Отпрвен само морници по прстите, а потоа морниците ве обземаат по целото тело. Чиниш, ке те разнесат. Знам многу мажи кои се расплака од само првиот такт на песната «Со маки сум се родила». И знам луѓе кои, иако не го разбраа јазикот, се вознесоа. Знам кога Вања на изворите на Црн Дрим, обиена од невиноста, рече: не можам веќе да издржам, мислам ќе умрам од убавина. И знам дека пред мене ќе излезе жената која умее да најде најубави зборови за својата колешка Васка Илиева. Вања Лазарова. Васка, наша Васка. Васка песнопојка, Васка играорка. Васка голем уметник. Морам да го цитирам мојот сопруг, етномузиколог Душко Димитровски, вели вака: за Васка има што да се кажува и ке се кажува. А јас велам: Васка е краљица на нашата изворна македонска песна. Благодарам, Вања, од све срце. Од секој пат сме биле пријателки од танец, од 52 се сеќавам, она дојде 50 година. Али навистина секој пат сме се дружиле, може би турнеите некој пат не среќавале, као што знаете, тетка Васка одеше по целиот свет. И така, многу ти благодарам, Вања, на убавите зборови и се надам дека и за тебе вака и се напред. Благодарам. Благодарам се. Torba od Vanja Lazarova i благодарам mnogo. Magite da mi
стигна и една телеграма. Жените од Унијата на ВМРО ДПМН од местниот комитет Нерези и ја честитаат 50 годишнината од незината песна и посакуваат многу здравје и долг живот. Благодарам на сите уште еднаш, од сите, не само од жените, и отворено што сум пеала на хуманитарни концерти, на сите им благодарам. Кажавме многу зборови за Васка, слушнавме исто така многу зборови за Васка. Ја опеавме, ја воздигнавме и пак е малку. Зашто да се сместат 50 години во една единствена вечер е рамно на волшебство. Но еве луѓе што го следеа секој нејзин чекор, се радуваа на секој нејзин успех, а секоја година од децениите што изминуваа го градеа во жив споменик. Господинот Марко Китевски, господинот Ѓоко Георгиев и господинот Душко Димитровски. Половина век Васка Илиева е присутна на македонската естрадна сцена и не само на македонската. Бројна публика, бурни аплаузи, екзалтирана публика, многу писма на читатели, на слушатели. Која е таа магија со која таа го маѓепсува македонскиот слушател? Ми се чини дека тајната е во незиниот искрен однос и кон публиката и кон својата песна. Васка Илиева подеднакво искрено и со подеднакви чувства пее и во градот и во селото, и на обични седенки и во најголемите естрадни сали во целиот свет. Иако како врвен интерпретатор таа може да отпее секоја песна, сепак нејзин посебен жанр се патриотските песни, печалбарските и песните со жално завршување или баладите. Со тие песни таа ја пренесуваше македонската атмосфера во прекуокеанските земји, на нашите селеници им ги будеше спомените кон родниот крај, воспоставуваше контакт со нивните дамнешни предци и не случајно во писмата што ги испраќаат нашите сонародници, екзалтирано се истакнува дека таа е амбасадор на македонството, дека нејзините песни најповеќе ги будат, ги потекнуваат патриотските чувства. Васка Илиева со својата песна се изгради споменик. Некои песни како Имала мајка, имала сестра кани брата на вечера, Кога падна на пирина Јане Сандански, Мост ме зидале 9 мајстори и друго представуваат вистински споменици на македонската култура и од тука и потребата тие да бидат заштитени. Половина век присуство на македонската естрадна сцена навистина заслужува повеќе да се каже за неја и од тука јас ја напишав оваа книга за Васка Илиева, која што се совпаѓа со нејзиниот јубилеј 50 години естрадна дејност. Васка е за мене, верувам и за мнозина други, нешто како жив културно-историски споменик. Споменик од месо, од крв, од музика, од поезија, од глас, од се она што значи незината песна и незината музичка порака. Васка е 50 години нашата естрада. Таа е длабок, вистински синоним за наше најтипично македонско народно пење. За она рустикална музика, за онај глас, за оние незини гуторални назални звуци, што ги разлева секаде. И чујам дека таа вредност на Васка, значењето на Васка, овдека на нови наши македонски простори недостатно се рефлектираат во односот кон неа, во третманот кон неа и кон незини колешки од таа категорија. Сум доживал сцени прекрасни, возбудливи. Васка кај што пее во странство сум бил присутен и таму дури како да ја осетив, почувства вистинската вредност на Васка Илиева, таму надвор од Македонија. Васка е еден еруптивен глас, еден талент, не се задоволи само со песната што ја наследи од својот татко, од својот дедо, од својот народ, не од тие врутоци народни, но туку таа во разни прилики и веќе неколку децении пее своји песни во тој дух.
ги пее навистина во македонски дух. Доста од нив се обнародија, не знаеме ние дека се тоа песни на Васка Илиева. Сето тоа заедно, наследено и создадено, тоа е Васка Илиева. Редок наш фолклорен пејачки феномен. Треба да го поддржуваме, треба да остане спомен, да остане репери за едни генерации како се пее, односно како се пеело и што донесе на музичка сцена македонскиот народ. Ја имам привилегијата во буквалната смисла на зборот да сум современик на Васка Илиева. Тоа ќе рече дека го паметам веројатно незиниот прв настап во некогашниот Народен театар крај Вардар, а потоа го следам целиот незин творечки живот и тоа одблизу и како уредник на редакцијата за народна музика. Сме соработувале многу интензивно. Тоа ќе рече и дека многу често сум пишувал, сум зборувал во емисии за Васка Илиева, сум го анализирал нејзиното творечко битие. Затоа во оваа пригода би сакал да кажам нешто за Васка како источник на песни. Нашиот народ вели за добро исполнета песна, а песнава си го нашла мајсторот. Колку ли милиони пати сме го рекле тоа, слушајќи ги Васкините песни, колку ли пати во себе сме си прошепотиле, зар може олку убаво да изгледа една песна. Песните што ги исполнува Васка немаат број. Нити пак можеме да одредиме во кој жанр таа е најдобра, најзрела, најдлабока. Практично не постои песнопоен жанр во кој или од кој Васка од изворот не исцрпела неброени песни. Кога зборуваме за чудото, јас би рекол дека и само она потресна, грандиозна балада, која трае 15 минути, имала мајка, имала. Само таа да ни ја донесеше Васка, па би заслужувала за секојаш да ја памети македонскиот народ и неговата култура. А не ли пак со незините стотици, можда илјади песни, од која барем секоја четврта, пета е навистина незаборавна, бесмртна, антологиска. На тој начин Васка можеме да ја сметаме заедно со Миладиновци, заедно со Шапкарев и така натаму, со Цепенков, како еден од најголемите собирачи, како еден од најголемите источници на нашата народна песна.
krasi ono na glas da plače. Сега чуйте една многу убава песна, навистина тешка песна, Хирајџиче Јаванџиче. Хирајџиче
Јас ќе ја замолам... Не. Јас ќе ја замолам сега тетка Васка да седне малку крај мене да се одмори, бидејќи ова се печалбарски песни, а сигурно по нив ќе сгрешиме ако не кажеме нешто и за незините гостувања надвор од Македонија. За едно девојче кое растеше со чаирската песна, крај гајдата на татко и Тодор Бошков, крај гласот на тетка Ибонда Димишкова, не е ништо чудно да пее од мали нозе. Но да испее околу 1000 песни, од кои многу се обнародија, навистина е за восхит и пофалба. Многу песни сама ги создаде, на многу песни душа им даде и со нив си созида мост за да ги спои континентите, за да ги усреќи македонците, но и да ги разигра и растрепери странците. Беше тоа таа 52 година, првата турнеја со танец, Грција, па следеа Париз, Италија, Лондон, Норвешка, Америка, Романија, Унгарија, Австрија, Германија, Канада, Русија, Австралија. 15 пати Америка и Канада, 11 пати Австралија, Европа секој втор месец. Нема континент кој не го почувствува оригиналниот македонски мелос и единствениот и неповторив глас на Васка. И се е запишано во човекот. Австралија и сега ечи, дури и сега кога Васка пее во Македонија, зашто таму влече носталгијата. Австралија и сега пее кога се ракува со Македонија. А Васка патува со гласот, незината адреса е песната.
ja prašam sudba kleta što sam izgrešila, a što me omaži sudbo, zemlja nebo znata. Благодарам многу, Сузе. И tetка Васка не е жал што има Македонија раѓа пејачи. И навистина и пожелуjem, како што реков, да тргне на тетка Васка ставките. Нема да сгреши. Јас сум навистина сум многу возбудена и сето она што имам да го кажам, не знам дали би можела сега да го искажам, но сакам само да се заблагодарам токму затоа што тетка Васка вечерва мене ме одбра да бидам таа наследничка на таа убава македонска песна, на сето она што таа досега го работеше и се уште го работи. И би сакала да кажам дека ќе бидам среќна доколку и јас доживеам толку долго да се дружам со македонската песна. Затоа сега овдека пред тетка Васка јас ветувам и пред сите вас и сите оние кои што не гледаат вечерва и не слушаат дека ќе ја сакам македонската песна, ќе ја чувам македонската песна и ќе ја носам секаде каде што тетка Васка досега ја носела. Низ светот. Благодарам, Сузе. Ми даде навистина волја за живот. Оти навистина ми е жал овие песни што ги пее тетка Васка да изумрат. Благодарам, да сте жива и здрава. А сега ве поканувам сите да станете и да пеете. Земја македонска, сите ја знаете. Тетка Васка химна е напред од 49 година. Земјо македонска, уважавам те. Земјо македонска, поздравјавам те. Земјо македонска, земјо турско, родно Македонијо, уважавам те. Земјо македонска, земјо турско, родно Македонијо, поздравјавам те. Благодарам многу. Благодарам. Уважавам твоите македонски
Makedonijo, na ovoj veli svet. Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj veli svet. Koj dušmanke vleze, živ premata izleze Makedonijo, ti go ostavaš v grob. Koj dušmanke vleze, živ premata izleze Makedonijo, ti go ostavaš v grob. Благодарам на сите и гледам овде колегите како Гоце и многу други. И на сите сум благодарна, на сите од вас. А бидејќи песната патува низ светот и бидејќи песната ја обединува Вселената, сега во овој момент добивме знак од организацијата Виножито, дека токму со Васка и со сите нас пеа сите македонци во Егејска Македонија. Благодарам на сите. И се приклучуваат кон големиот поздрав. Се поклонуваат на делото на Васка. Уште еднаш сум ви благодарна многу и на нашиот драг председател, што ни го испрати овој букет цвеќе, ке што Васка доживеа и од председатели да добие еднаш, али вреднаш. Благодарам многу. И бидејќи од секогаш те поистоветуваа со сонцето на Македонија и бидејќи секогаш те поистоветуваа со топлината од Македонија, дозволени балем оваа вечер да бидеме твојот исток, а ти да останеш нашето изгреј сонце. Дозволени да ни грееш, за да бидеме токму со тебе и на 60 години од твоето дело. Се надевекам дека песната и понатаму ќе патува на светот. Ви благодарам што бевте заедно со нас, а вам, почитувани гледачи на Македонската телевизија, ви посакувам пријатна вечер.